Благодарам, председавач со комисијата. Најпрви една забелешка до вас како ја водите седницата. Мислам дека треба на сите да ни биде јасно, и тоа вие многу добро го знаете, дека вие сте единствени кои што давате и земате збор на седницава. Ова не е упатено кон гостите, ова е упатено значи лично кон вас. Така да ќе ве замолам во иднина такви работи да не допуштате. Значи да го штитите дигнитетот на ова собрание. Тоа е првата работа. Втората работа поврзана со излагањето на заменикот министер. Се согласувам, ние затоа и гледате дека и направивме кворум практички. Вие немавте кворум за работа, да не бевме ние како партија да го направиме кворумот, односно да покажеме уште еднаш дека сме за подршка на армијата и за развојот на армиските капацитети. Меѓутоа, она што морам да го кажам тука е тоа што во изминатиот период оваа единица, односно воздухопловниот винг, нашата ескадрила воздухопловна таму која што е запоставена. Значи, тотално е запоставена, леталата се во нефункционална состојба, практично имаме една состојба од 100% неисправност на ескадрилата. Сега, тој центар за обука на пилоти, кој што ние сме го декларирале во НАТО, што сега нели треба да ги поправаме тие летала бело од злинот и така натаму, прашање дали ќе може да бидат поправени со овој договор влада со влада. Зошто? Затоа што јас искажувам сомнеш дали значи таа фирма која што е избрана за договор влада со влада има капацитети и можности да ги сервисира последниве две летала што ги споменав. Значи да, фирмата може да ги сервисира, значи да ги ремонтира и така натаму, да ги одржува леталата од советско производство, односно руско производство, тоа се хеликоптерите Ми-8 и 17. Меѓутоа, изразувам сомнеш, не успеав да најдам, ако имате сертификати како што тврдите, молам да ме демантирате дека фирмата може да ги сервисира и да ги одржува хеликоптерите Бел, односно авионите Злин. Така да, тука се поставува прашањето, колку од овие 5 милиони, кои што сега ние, односно Министерството ќе ги потроши, во рок од 5 години, нели, како рамковен договор, ќе бидат искористени. Го видовме принципот на договарање, односно на постапување. Дали, еви, ако се потрошат тие 5 милиони, ние ќе стигнеме до еден процент, од 70 до 80% на исправност на техниката, што е, нели, НАТО стандард. Ако сакаме да се движиме кон тој НАТО стандард. Значи, дали се тие доволни, дали не се доволни, дали ќе треба дополнителни пари да се даваат, што доколку тие пари се потрошат во рок од 2 години. Затоа што јас изразувам сомнеш, знаете дека сме пред предвремени парламентарни избори, односно пред избори, не мора и да се предвремени. Зошто тоа се прави на крајот од мандатот? Што правиме ако се потрошат парите, а не ги добиеме услугите? Дали ние сега дополнително ќе треба да обезбедуваме средства и така натаму. Хаотична е состојбата таму во воздухопловството што ни се случува, значи и Шекеринска, и Славенка Петровска ја запоставија таа единица. Не е во ред тука да изнесувам некои работи, затоа што ќе излезе дека негирам одредени постапки на стручните лица, и тоа нема да го направам во моментов, меѓутоа после комисијата ќе ви кажам насамо кој сака да знае дека состојбата таму не е добра. И конкретни работи можам да посочам. Затоа уште еднаш прашувам дали овие 5 милиони евра што ќе треба се потрошат во 5 години ќе доведат до состојба од 70, односно 80% на исправност на техниката со која што ние после би можеле да кажеме дека да, таа единица, односно тој капацитет што и веќе сме го декларирале, нели, за НАТО, дека ќе биде во таа состојба. Реков, фирмата со која што тоа ќе се случи договорот, да сервисира летала, меѓутоа прашање е дали ги сервисира останатите два типа на летала. Да, Злинот е чешки, се согласувам, меѓутоа оваа фирма мислам дека нема капацитет за сервисирање на овие. И немам ништо да не бидам сватен погрешно, нити со фирмата, нити па ме интересира дали е Чешка, дали е Франција, дали е Америка и така натаму, одбрана како држава. Подршка, апсолутно, значи за се што ќе треба да се направи, тука сме да
дадеме подршка за подобрување на капацитетите на армијата, меѓутоа прашање е дали ќе добиеме ефикасност на после овој договор. Благодарам.